Емитуваме саботно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Во Тетово двојно повеќе има умрени лица поради загаден воздух во споредба со просекот низ Македонија. Фрапантните податоци се од научна студија на доктори при Центарот за јавно здравје и Медицинскиот факултет во Скопје. Тоа што Тетово со години наназад се наоѓа на првото место на листата на градови со загаден воздух е причина овој град да има и најмногу последици, најголема смртност кај населението. Она од што и најмногу се плашат тетовци дека загадениот воздух влие врз смртноста, за жал го прикажува експертска студија. Научната студија покажува дека за околу 38% од вкупниот број смртни случаи во Тетово причина е загадениот воздух. Низ Македонија просекот е 22%. За жал ние немавме долго време направена респектабилна студија за аерозагадувањето и влијанието врз здравјето на населението. Оваа година, во почеток на октомври, е објавено во респектабилното списание Биомедикал истражувањата што се направени од колешката Мирјана Димовска и професор Ѓорѓев, каде што се направени истражувања на 5 години и врз основа на тоа е направена проценка на влијанието, односно оптеретувањето на здравјето на населението од амбиентниот воздух. Морам да ви кажам дека тука бројките се поклопуваат со она што е светски досегашни испитувања и некаде се поклопуваме со просекот дека на светско ниво од 9 умрени, еден е причината е амбиентниот воздух. Некаде околу 22% од сите умирања се должат на амбиентниот воздух. Тука е и ние, тука и Република Македонија се вбројува со тоа што за Тетово е многу поголем тој просек. Многу повисок просек. Некаде околу 38% спрема истражувањата се должат умирањата на годишно ниво, причина дека е загадениот воздух. Па ако земеме дека просечниот за 5 годишен просек број на умрени е некаде околу 670 до 675, ќе дојде дека на годишно ниво 260 до 265 смртни случаи, директен причинител е загадениот воздух, спрема оваа студија. А ако ова е направено, испитувањата се направени, проценките се направени врз една формула која се користи долго време во развиените земји и од неа може да произлезе и ако се намали на оние нормални вредности, колку животи би биле спасени во текот на една година, и тоа за Тетово изнесува некаде околу 195 живота би биле спасени, додека кога би биле нормални вредностите на PM10 и на PM2,5. На статистичките податоци за загадувањето се надоврзуваат и оние за бројот на заболувања на населението. Кардиоваскуларните и малигни заболувања се најчестите причини за умирање, но бројките за Тетово се застрашувачки. Поред методологијата на испитувањето на оваа студија, од кардиопулмонални заболувања на годишно ниво, просек годишен, би умрени се 210 луѓе, а некаде просекот европски е 163. Додека од малигни заболувања на годишно ниво умрени се 31, а околу 15 се движи просекот во европско ниво. Значи дупло сме. Студијата покажува дека најголемите причинители за загадувањето на воздухот со PM10 честички со учество од 36% се грејењето на дрва кај домаќинствата, разните индустријски процеси со 33%, а 20% отпаѓаат на продукцијата на разни видови енергија.
Се смета дека сообраќајот учествува со 2% во создавањето на отровните честички прашина. Светските здравствени стандарди предвидуваат во една календарска година да нема повеќе од 35 денови со загаден воздух, односно зголемено присуство на отровните PM10 честички. Во Тетово во 2013 година наместо 35 загадување над дозволените граници имало во 310 денови. Наредната 2014 абнормално загадување имало во 285 денови. Во 2015 дури во 350 денови, а во 2016 со 302 денови. За 2017 година податоците се нецелосни. И покрај црните бројки кои го празнат градот, се чини дека никој не му дава можност во него одново да се диши со полни гради. Жителите избегнуваат прошетки за да се сретнат лично со реалноста на Тетово. За Тетово во не толку далечно време ќе се слушнеше. Градот под шара, градот закитен со најубавиот украс што природата го дала на ова поднебје, реката Пена. Градот од каде потекнува највкусното тетовско јаболко. Денес сето ова подсетува на старо Тетово. Новото, современо Тетово се уште е под шара, но се гуши во загаден воздух. Низ него тече Пена, повторно загадена. Се чини дека никој не му дава можност одново да биде препознатлив по нешто убаво. Тетовци едногласни во однос на тоа која титула ја добива градот. Град за прљоштината. Што да ти кажем? Најзагаден град е, така ли е? Пуна нечистотија може да прогласимо за еколошка катастрофа. Поради да речем ова загадување што е актуелно денеска, градот е толку нечист, значи како што се улиците нечисти, хигиената, башка, индустријата. На нечистотија, на загаден воздух, тоа. На нечистотија. Тоа е она што било не е. Ништо повеќе ќе да кажем. Жителите избегнуваат прошетки за да не се сретнат лично со реалноста на Тетово. Ги разочарува и ги брка од него, а за тоа се чини никој не е загрижен. Во Брвеница се отвори 12-тата меѓународна изложба на украсни птици и ситни животни во организација на Сдруженијето Дијамантски петел. Манифестацијата ќе трае до утре кога ќе се прогласат победниците. По 12 пат оваа меѓународна манифестација во организација на Сдруженијето Дијамантски петел е прилика да се видат украсните птици речиси од сите континенти. Целта на манифестацијата е да се подигне квалитетот на одгледување на украсните птици, но и да се заштитат и зголеми бројот на автохтоните македонски украсни птици. 12-та изложба во организација на Сдруженијето за заштита и одгледување на украсни птици и ситни животни Дијамантски петел од Полошкиот регион. Навистина можеме да кажеме дека оваа година, благодарение на ентузијазмот на членовите на и одгледувачите од нашиот крај, имаме една убава можност да првенствено се дружиме, да ги изложиме нашите примероци, да имаме гости и суди од Република Бугарија и Србија, кои што се во својство на едукатори, односно на оценувачи, каде што после ние како организатори ги доделуваме наградите за најуспешните примероци. Првенствено како здружение и како македонска асоциација, најголемо внимание се посветува на македонските автохтони раси на гулаби. Тоа се првенствено македонскиот вртач дунек, кој што е и европски призната раса. Потоа тука се и голуби карактеристични за одделни региони во Република Македонија. Покрај тоа, тетовчани може да се пофалиме што работиме на стандардизација на една раса која што е карактеристична за тетовскиот регион. Тоа е тетовскиот средноклюни гулаб, но секако се запазени и сите оние раси кои што се одгледуваат и во соседните држави. Навистина имаме убави примероци на американски кингови, на добошари, на лепезани, индиски лепезани, сомборски гаџасти и многу врсти на гулаби, а посебно би сакал да ја напоменам и специјалката што имаме во категорија на бантам и шабо. Има убави примероци кои што нашите вредни одгледувачи ги презентираат на оваа манифестација. Ова е 12-та предпоставка. Што е целта на оваа манифестација? Освен нешто има дружење и надпревари слично. Секоја година, значи, тоа е првенствено собир на љубителите одгледувачи на украсни птици и ситни животни, кои што во овој период од годината го изложуваме она што во текот на целата година што е работено. Ја користам оваа прилика да искрено се заблагодарам на
локалната самоуправа на општина Брвеница, која што секогаш има разбирање за ваков тип на манифестации, каде што можеме да ја поставиме изложбата. Навистина просторот овозможува презентација на убави примероци, каде што можат посетителите навистина да видат разноликост од разни видови гулаби, украсна живина, пауни, фазани и слично. Украсните птици ги оценуваат суди од Македонија, Србија и Бугарија. Калин Костов сам, представител на Националниот съюз на Република Българија, организација. Да, се викам Калин Костов, представник сум на Бугарската асоциација на одгледувачи на украсни птици и ситни животни. Почестен сум што сум дел од оваа манифестација, што еве можем да учествувам на ова и навистина манифестацијата е организирана на високо ниво. Јас сум Тоша Филиповиќ, долазим из Вршца, из Србије. Ево овде смо... Доаѓам од Вршац, Република Србија, као судија за гулаби. Значи, дојден сум тука на повик на Сдруженијето, да зголемиме, да подобриме квалитетот на изложбата како судија, да се дружиме и да се дојде на некој повисоко ниво на соработка меѓу нашите клубови. Манифестацијата која се одржува во спортската сала во Брвеница ќе трае до утре кога ќе се прогласат победниците. Времето денес беше сончево со умерена облачност и ветровито. Утринската температура се движеше од 3 до 6 степени, а дневната од 8 до 13 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд. Утренската температура ќе се движи од 5 до 7 степени, а дневната од 8 до 11 степени. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.